Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес ќе обработиме глава 26 од книгата Дела, во која ни е запишан говорот на апостолот Павле пред царот Агрипа, како и пред другите присутни во палатата на Ирод во Кесарија. Но, пред да почнеме со читање и обработка на текстот, сакам да нагласам неколку нешта во однос на градот Кесарија, како и за контекстот поврзан со оваа средба. Овие информации за градот Кесарија ги споделив и пред некоја епизода, но ќе ги спомнам повторно. Верувам дека ќе ви помогнат во својата глава да оформите одредена слика за контекстот и околината во која се наоѓаше апостолот Павле. Кесарија беше римски град, кој се наоѓаше на самиот брег на Средоземното море. Ако денес одите на локацијата каде се наоѓаше градот Кесарија, ќе забележите дека од тој град се останати само рушевини. Тоа е градот во кој Павле беше чуван од римска стража повеќе од 2 години. Истовремено, Кесарија беше навистина убав град, во кој дел од римјаните сакаа да живеат или пак да го посетат привремено. Во тој град климата е пријатна, а и погледот кон Средоземното море е навистина посебен. Пред неколку години јас бев да го посетам тоа место и од лично искуство ви кажувам дека сината нијанса на Средоземното море е навистина посебна во областа на Кесарија. Тоа е накратко она што е добро да го имате на ум во однос на самиот град, односно локацијата каде се случува дејството за кое ќе читаме. Пред малку ви спомнав дека на апостолот Павле му беше дадена прилика да се обрати пред царот Агрипа, човек кој беше поставен од Рим како цар на тој дел од империјата. Значи, тој не беше император, односно владетел над целата римска империја, туку цар, титула која беше пониска од онаа на императорот. Што се однесува до говорот на Павле, Лука не известува дека во таа просторија беа присутни намесникот Фест, намесникот Верникиј, како и царот Агрипа. Во просторијата во која беа тие и Павле имаше и други луѓе, но говорот на Павле беше насочен кон царот Агрипа. Апостолот се обидуваше да го придобие царот за Христос, односно и од него да направи христијанин. Сакам исто така да напоменам дека ова не беше официјално сослушување на апостолот Павле, ниту пак обид да му се даде некаква обврзувачка пресуда. За да биде официјално сослушување, потребно беше да се тука и неговите обвинители. Средбата помеѓу Павле и Агрипа беше желба на царот за да се запознае со неговиот случај, а и да му помогне на намесникот Фест. Имено, Фест требаше да го прати Павле во Рим, за таму да му се суди, но не знаеше кое е неговото конкретно злодело, за кое би му се судело според римскиот закон. Затоа, Фест побара од Агрипа помош, да го сослуша Павле и на некој начин да му помогне да напише обвинение за него. Мислам дека е време да почнеме со читање на текстот. Ке направам нешто што досега не сум го сторил во оваа програма. Во секоја епизода јас читам по еден или неколку стихови и потоа давам коментар на истите. Но, овој пат ќе ја прочитам речиси целата глава, односно целиот говор на апостолот Павле пред Агрипа. Знам дека станува збор за долг текст, но верувам дека многу подобро ќе го разбереме доколку го прочитаме одеднаш. Стихови 4 до 32. Мојот живот од раната младост, што го поминав најнапред меѓу својот народ во Ерусалим, познат име на сите јудејци. Тие одамна ме знаат, ако сакаат, нека сведочат, дека јас, како фарисеј, најстрого живеев по учењето на нашата вера, а сега стојам пред суд поради надежта во ветувањето дадено од Бога на татковците наши,
кое нашите 12 колена се надеваат дека ќе го постигнат, служејќи му на Бога постојано дење и ноќе. За таа надеж, царе Агрипа, ме обвинуваат јудејците. Што, зарем вие мислите дека не може да се верува дека Бог воскреснува мртви? Навистина, така и јас мислев дека треба да извршам многу работи против името на Исус од Назарет. Така и направив во Ерусалим и откако добив власт од првосвештениците, многу светии затворив, а кога ги убиваа, и јас одобрував и често ги мачев по сите синагоги и ги принудував да хулат на Исус и разјарен без мерка ги гонев нив дури и до тугите градови. За таа цел, одејќи во Дамаск, со власт и порака од првосвештениците, среде бел ден, царе, на патот видов светлина, посилна од сончевата светлина, која ме огреа од небото мене и оние што одеа со мене. Сите паднавме на земја и јас чув глас што ми зборуваше на еврејски јазик. Савле, Савле, зошто ме гониш? Тешко е за тебе да се риташ против бодило. А јас реков, кој си ти, Господи? Тој одговори, јас сум Исус, кого го гониш ти, но стани и исправи се на нозете своји. Затоа и ти се јавив, да те направам служител и сведок на она што го виде и што ќе ти го откријам. Издвојувајќи те од овој народ и од незнабожците, кај кои ќе те испратам сега, за да им ги отвориш очите нивни, та да се обратат од темнината во светлина и од власта на сатаната кон Бога, па преку верата во мене да примат простување на гревовите и наследство меѓу осветените. Затоа, царе Агрипа, јас не се противев на небесното видение, но најнапред на жителите во Дамаск и Ерусалим, а потоа по целата јудејска земја и на незнабожците им проповедав да се покаат и да се обратат кон Бога, правејќи дела достојни за покаяние. Затоа ме фатија јудејците во храмот и се обидоа да ме убијат, но, откако добив помош од Бога, стојам до ден денес и им сведочам на мали и на големи, зборувајќи само за она што беа го зборувале пророците и Мојсей дека треба да се случи, дека Христос мора да пострада, откако прв ќе воскресне од мртвите, на народот и на незнабожците ќе им проповеда светлина. Додека го зборуваше ова во одбрана, Фест извика со висок глас: Си полудел ли, Павле? Многобројните книги те довеле до лудило. А тој одговори: Не сум луд, почитуван Фесте, туку кажувам зборови на вистината и со здрав разум. Тоа го знае и царот, пред кого и слободно зборувам. Јас не верувам дека од сето ова нешто му е непознато, зашто тоа не е вршено во некој агол. Веруваш ли, царе Агрипа, во пророците? Знам дека веруваш. Агрипа му одговори на Павле и рече: Уште малку па ќе ме убедиш да станам христијанин. А Павле рече: Би му се молел на Бога и за малку и за многу, не само ти, но и сите што ме слушате денес, да станете такви каков што сум и јас, но без овие окови. Кога го кажа тоа, царот и намесникот Верники и оние што седеа со нив станаа, откако се повлекоа на страна, зборуваа меѓу себе и велеа дека тој човек не направи ништо што заслужува смрт или окови. И Агрипа му рече на Фест: Овој човек можеше да биде ослободен, ако не беше посакал суд пред царот. Затоа намесникот реши да го испрати пред царот. Апостолот Павле го започнува својот говор навраќајќи се на својата младост. Верувам дека со чиста совест сведочи пред сите присутни дека уште од својата младост верно го почитувал Мојсеевиот закон. Но, ако Павле навистина се држал до Мојсеевиот закон, зошто тогаш јудејците го обвинуваат и сакаат да го убијат? Апостолот Павле по не знам кој пат веќе во оваа книга зборува за воскресението. Тој вели дека јудејците го обвинуваат затоа што верува во воскресение на мртвите.
Конкретно, јудејците му се противеа затоа што тој проповедаше за воскресението на Господ Исус Христос, како и за спасението кое се добива преку вера во Него, а не преку пазење на законот. Но да, во суштина, неговите сонародници сакаа да го убијат поради пораката на Евангелието, во чија срцевина беше воскресението на Исус Христос. Знаете, без воскресението не може да постои Евангелието. Без воскресението, христијанската вера би била бесмислена. Затоа верувам дека црквата денес треба постојано да зборува за оваа исклучително важна тема. Ако црквата не зборува за воскресението, тогаш таа не го проповеда целото Евангелие, а на светот му е потребно да го чуе Евангелието во целост, не само одредени делови од истото. Павле не застана пред Агрипа за да зборува за висок морал и етика, туку за суштината на неговата вера, а тоа е смртта и воскресението на Исус Христос. Откако Павле објасни како растел во Ерусалим и дека е обвинет затоа што верува во воскресението на мртвите, тој продолжува и признава дека во одреден период од неговиот живот се противел на христијанската вера. Во стих 9 вели: "На вистина, така и јас мислев дека треба да извршам многу работи против името на Исус од Назарет." Овој дел од неговото сведоштво пред Агрипа е многу важен, бидејќи апостолот признава дека самиот тој во минатото бил на страната на оние кои го прогонуваат. Јас дури би рекол дека Савле, бидејќи во минатото беше познат и по тоа име, беше еден од најревносните прогонители на христијанската вера во првиот век. Тој за себе вели: "Мислев дека треба да извршам многу работи против името на Исус од Назарет." Зошто Павле го мислеше тоа? Одговорот е: поради начинот на кој беше израснат и воспитан од страна на неговите верски водачи и ментори. Самиот тој признава дека ја прогонуваше црквата и ги затвораше христијаните, а сега се наоѓа во затвор затоа што е христијанин. Каква иронија, зарем не? Потоа Павле пред царот Агрипа зборува за искуството кое го имаше одејќи кон градот Дамаск. Неговата цел за посетата на тој град беше да ги најде и уапси христијаните кои таму се собираат, но одејќи натаму имаше средба со Господ Исус и од тој момент неговиот живот целосно се промени. Во посланието до Филипјаните, глава 3, стихови 7 и 8, самиот Павле вели дека престана да ги цени нештата кои во минатото ги ценел и вреднувал. Таа средба со Господ Исус му помогна да свати дека иако мислеше дека работи за Бог, сепак тој му се противеше на Бог. А оној Исус, кого Павле го мразеше, одеднаш стана некој за кого беше подготвен да си го жртвува својот живот. Но Господ Исус не само што му се објави на апостолот Павле, не само што му го промени животот, туку и му даде нова мисија – да го проповеда Евангелието помеѓу неевреите. Иако евреите мислеа дека Месијата ќе биде испратен од Бог само за нивно избавување, сепак Господ Исус јасно им даде до знаење дека дојде да ги избави сите луѓе од нивните гревови. Овој дел од пораката на Павле беше важен. Зошто? Преку тие зборови апостолот индиректно им дава до знаење на своите слушатели, кои беа неевреи, дека и самите тие можат да ја прифатат христијанската вера. Павле му вели на царот: "Затоа, царе Агрипа, јас не се противев на небесното видение." Со други зборови, Павле како да сака да каже: "Како можев да се спротивставам на видението кое ми беше дадено од небесата? Кој би бил толку безумен да добие такво видение и сепак да си продолжи по старо?" Потоа, во својот говор,
Павле објаснува како почнал да го проповеда евангелието на сите луѓе, како помеѓу јудеиците, така и помеѓу неевреите. Но, во тој дел од говорот, Павле дава многу интересен коментар кој од прилика гласи: го проповедав она што го зборуваа Мојсей и пророците. Апостолот повторно ја поврзува својата порака со писмата и повторно нагласува дека тоа што го проповеда не треба да наидува на никаков отпор кај јудеиците, бидејќи е во согласност со се што Бог кажал предходно. А што е тоа што Бог го откри преку Мојсей и пророците за Месијата? Во стих 23 апостолот вели дека Христос мора да пострада и откако прв ќе воскресне од мртвите, на народот и на незнабожците ќе им проповеда светлина. Ова е Евангелието. Ова е моментот кога Павле му ја представи суштината на Евангелието на царот Агрипа, дека Исус умре, воскресна и преку него можеме да се спасиме. Дури јас во мојата глава си замислувам како Павле го нагласува зборот незнабожците, за да знаат оние кои го слушаат дека оваа порака е и за нив. Верувам забележавте како Павле повторно зборува за воскресението. Кога ги кажа тие зборови, забележете која беше реакцијата на Фест. Стих 24. Фест извика со висок глас: си полудел ли, Павле? Многобројните книги те довеле до лудило. Знаете, пораката на Евангелието за некои луѓе ќе звучи како безумство. Дури и апостолот Павле го има тоа напишано во едно од неговите посланија, дека Божјата мудрост е безумство за овој свет, а световната мудрост е безумство за Бог. Предпоставувам, на Фест не му беше јасно како може некој човек да зборува за воскресението на мртвите. И затоа, без никакво извинување, му влезе на Павле во збор и го прекина неговиот говор. Штета што тој го направи тоа, бидејќи ако не го прекинеше, јас верувам дека Павле ќе продолжеше да го проповеда Евангелието. Иако Фест со висок глас му се обрати на Павле и го нарече луд, сепак апостолот Павле многу смирено му одговори и му кажа дека не е луд, туку е при здрав разум. Интересно е тоа што апостолот Павле му се обраќаше на Агрипа, а сепак Фест се вмеша во разговорот со својот коментар. Павле му одговори на Фест и потоа продолжи да комуницира со Агрипа. Тоа беше на некој начин обид од страна на Павле да му каже на Фест да не се меша во разговорот и дека неговата порака е насочена кон Агрипа. Што му кажа на царот? Всушност, Павле му постави прашање на царот и сам го даде одговорот на тоа прашање. Тој вели: веруваш ли, царе Агрипа, во пророците? Знам дека веруваш. Зошто Павле беше сигурен дека Агрипа верува во пророците? Не сум сигурен за причината, но предпоставувам Павле знаел нешто за личната вера на Агрипа. Тоа не значи дека царот бил искрен верник во се што пишува во писмата, но очигледно е дека барем во одредена мера ги вреднувал тие текстови. Но знаете, ми се допаѓа како Павле директно му се обраќа на Агрипа и го соочува со важно прашање во однос на неговата вера, а и во однос на неговата душа. Во својот говор тој јасно ги поврза зборовите на пророците со Господ Исус, а сега го прашува: веруваш ли во пророците? Односно, веруваш ли дека се што тие кажуваа и пишуваа е вистина? Одговорот на Агрипа е навистина интересен. Тој не кажа дали верува во пророците, туку ја свати поентата на Павловото прашање и рече: уште малку па ќе ме убедиш да станам христијанин. Да, токму тоа беше целта на апостолот, да го убеди да стане христијанин. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови.
Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.